По шумски пат, преминувајќи река Кривини и Угорници, ова е секојдневната рута на трите деца на Томчо и Маја Спасевски од село Илиево, која 2 пати во денот треба да ја поминат за да одат на училиште. Учат во Делчевската 9-летка Ванчо Прке. Превозот им е обезбеден до таму, но проблемот е како овие 3 деца да стигнат до постојката која е оддалечена 4 километри. Најчесто ги носи таткото, но се случува и пешки да се вратат. Доле мине комбето на 4 километри од каде ние живееме. И мора секојдневно тоа да ги носам до доле да немаат превоз до дома. Ти животини има волци, диви свињи можат да ги нападнат по патот. Сега слушаме по телевизијата се случуваат и киднапирање на деца и јавуваме им се на телефонот додека се стигнале, дали идат, некој пат и дожд ги заврне. Се ни е намисла додека да си стигнат до дома. Спасевски поднесе кривична пријава против директорот на училиштето и превозникот, а со случајот се запознати од Државниот просветен инспекторат. За проблемот што се провлекува со години, лани Соломоново решение било превозникот да му плаќа на таткото символична сума за гориво. Но сега поради обврските што ги има, нема да може редовно да ги носи и затоа бара надлежните да си го решат тоа. Директорот на училиштето и превозникот не беа достапни за коментар, но затоа пак градоначалникот на Делчево се пофали дека направиле се што е во нивна надлежност, па дури и дека го рехабилитирале патот. Но освен проширување и тампонирање, други поголеми интервенции нема. Маја и Томчо се едни од ретките млади луѓе кои својата иднина не ја гледале во странство, туку решиле во оваа недојдија да го создадат својот дом. Се занимаваат со сточарство, месечно произведуваат и по 3 тони млеко. Задоволни се од тоа што го работат. Јас имах и повеќе говеда. Имах негде околу 25-6 и повеќе кози имах. Сега можем тоа се лесно зголемо, например за 1-2 години може повеќе да се. Ама треба да има услови, треба да има пат. Наместо да продолжи да создава и да ги зголемува стадата со крави и кози, Спасевски цврсто решен за брзо време, доколку не се реши проблемот со училишниот превоз, да го напушти татковото огниште, да ја продаде стоката и заедно со семејството, среќата да си ја бараат во градот.